Јас сум се вклучил многу покасно и денеска имам поднесено нови барања, како вербални, така и материјални докази, кои што треба да се предлагат во овој случај. Меѓутоа, сега дали јас ќе можам да давам таква согласност уште денеска да се произнесам, сметам дека нема да можам, поради тоа што имаме нови прашања, нови околности и нов совет како судечки совет. Добро, кој е вашиот став околу тоа? Треба да се прифати? Вчера вашиот колега Страшевски рече дека начелно е против, меѓутоа како ќе се поднесува мнозинството? Вие сте неговите колеги. Секој бранител има своја стратегија и свој начин на одбрана. Јас не можам да се произнесам како што ќе се произнесе мојот колега. Кој е вашиот став? Да, вие кажете. Мојот став денеска пред медиумите не можам да го кажам, тоа ќе го кажам на расправа. Се надевам дека сите вие, и како новинари, и како медиуми, ќе бидете присутни. Па сметате ли дека треба повторно да се изслушаат сите сведоци? Ајде така. По мене сметам. И треба, тоа е неопходно. А што доколку останеш истата поротничка, немавте ваква можност? Јас побарав со поднесоци до судот. Вие можеби не сте информирани, но имам побарано до сите постапки како елемент и битие на ова кривично дело да се произнесат сите сведоци и докази како што сум имал и нов предлог уште од почеток. Дали со ова се потврдуваат обвинувањата и од и обвинителство дека вие всушност сакате да одолговлекувате постапката? Ни најмалку. Тоа може да се реализира со едно рочиште. Моите предлози може да се реализираат со едно рочиште. Сите сведоци да се повикаат во едно рочиште да се слушаат? По едно прашање сметам дека можат.